колку еден човек живее во посиромашна реалност, толку сака побогато и побаво минато да има. Апсолутно, да. Да биде и секогаш кога ќе му заврши тој период нели на слава, тој бара виновник. И Виновникот е секогаш некој друг. Ама да виновникот се знае кој е во даденото прашање, Да. значи или соседот во смисла на држава сосед, или внатре во самата држава човекот од друг етникум. Точно човек друг етникум од друга вера, странска држава, странски служби. Затоа е многу битно ова, бидејќи создава понатака и раздори во самото општество. Значи не можеме да речеме како е прашање за минатото и како ќе отолкуваме така, туку тоа се прелива и рефлектира на денешница. Да, се рефлектира затоа што се создава табори, се создава анимозитет и наратив врз наратив, тоа колку повеќе долепувате на таа приказна, се пострашно станува, и поопасно. Тоа може да биде причина и за разноразни напади на конфликти, на личности и конфликти, па меѓу другото војните во Југославија беа предизвикани од такви наративи. Кој е најстар народ, кој е угнетен народ од друга страна? Па зошто некој само некојаш е угнетен?